Станува збор за натура терапи, а денеска го имаме човекот кој што е задолжен за односи со јавноста, за маркетингот, дел од управувачкиот одбор на компанијата, тоа е господинот Сашко Дрвошански. Прво, добре дојдовте во Спортско радио 90,3. Благодарам за поканата, поздрав и до вас и до сите слушатели на Спортско радио. На многу ваши производи имате зелената боја, а таа имам и тука во студиото на Спортско радио. Малку за релакс. Па добро, спортот и природата се поврзани некако, нели, мислам, физичката активност и спортот, нели, на отворено, така што и зелената боја некако природно се наметна да биде составен дел на логото и на целата приказна на натура терапи. Така и ние работиме како медиум во интерес на спортот, но и здравјето на спортистите. По тука и целта за вашето гостување е малку да проговориме за тоа што го има натура терапи, дефинитивно производи кои се практикуваат, мислам речиси во секој дом од различни аспекти, бидејќи имаат широк спектар на действување, но затоа потоа во продолжението на разговорот. На стартот сакам да ве прашам зошто натура терапи се определи да влезе како спонзор на Кошаркарската федерација. Па натура терапи од самото создавање како дел од својата мисија е поддршка за здравјето на сите наши граѓани, на сите луѓе. Целта е да се подобри нивниот квалитет на живот, да се подобри виталноста, долговечноста на луѓето. И сега во рамки на тоа со отварањето и на производната палета Адастра, што е подбренд на корпоративниот бренд на натура терапи, која што содржи линија на производи кои што се наменети за сите оние кои што се сакаат активен живот, фитнес, спорт, природно се наметна да всушност најлесно да ја поврземе овој бренд и оваа производна линија на Адастра со спортот и да ја поврземе со всушност една наша институција која што, нели, до сега е докажана, донева многу успеси, кошарката како спорт навистина се негува одамна. Гледаме дека кај децата и кај малите има навистина многу голема масовност и многу голем интерес за развој на кошарката и тоа се поклопува со мисијата на натура терапи да влијаеме, да го подобриме информирањето, свесноста кај сите наши граѓани, вклучувајќи ги и децата и младите, нели уште од најрана возраст, да се определат за тој здрав животен стил, здрави животни навики, здрава исхрана, а токму во тоа најмногу одговара, нели, од една страна примената на спортот или приклучувањето на спортот, конкретно на кошарката, и практикување на здравиот животен стил, така што нема подобар начин да се помогне, да кажеме, на идните наши генерации, на децата да израснат, да прераснат во здрави, силни, цврсти индивидуи, кои што не само што, нели, ќе носат успеси и резултати во спортот, туку и генерално како наши граѓани и индивидуи ќе допринесат во нашето општество, од тоа да ние се вклучиме директно уште во нивните сами почетоци, да помогнеме покрај самото, нели, тренирање конкретно, да помогнеме и ние со едукацијата и со нашите производи, да ги насочиме кон тој, нели, правилен развој, бидејќи кога ќе се создадат добри и здрави животни навики уште во детството, нели, колку порано ги создадеме, понатаму тие обстојуваат во текот на целиот живот. И кога децата ќе се насочат на прав пат, нели, ако започнат и со спортот, навистина тие деца, мислам и искуството и истражувањата потврдуваат дека понатаму тие ги следат здравите животни навики, се што подалеку од сите оние пороци што ги имаме, а особено јас тоа го кажав и на пресконференцијата кога официјално, нели, се потпиша договорот, дека се чини дека денеска навистина е најпотребно да сите ние кои што можеме на некој начин да влијаеме и да помогнеме за тоа правилно насочување и правилен развој на децата, затоа што свесни сме какво е денешното општество, таа динамика и тој стрес што го има од една страна и од друга страна едноставно
нели таа прекумерна консумација на сите оние дигитални медиуми, дигитални платформи кои што за жал и децата од најмала возраст започнуваат и се врзуваат со нив и колку повеќе помогнеме да на некој начин го контролираме тоа или да одбегнеме нели таа зависност што може да се создаде кај нив, да ги насочиме кон надвор, кон природата, кон физичката активност, конкретно кон спортот. Кошарката е еден одличен спорт за нивниот развој, толку подобро. Така што еве тука е таа симбиоза и едноставно пак ќе кажам природно доближување на нештата, она што значи кошарката и кошарката условите што ги нуди за развој со нашата мисија на натуратерапија. Може би сте имали и некоја допирна топчка со кошарката, па се определите таму да не ви да коментили фудбал. Така, добро, јас лично можам да кажам дека така во детството или во младоста сум бил поврзан со кошарката. Сега малкумина можеби знаат дека нели тренирав кошарка како дете во подмадокот на работнички, тогаш и нели после година дена, после година дена тренирање, нели влегов во тој потесен избор таа официјална група 30 деца што требаше да продолжиме. Како и да е, мислам јас уште неколку месеци продолжив, потоа не тренирав. Мојата сестра многу години тренираше кошарка во студент, па во други клубови, па со неа цело време, така што лично имам некаква поврзаност со кошарката, иако морам да признам дека на корпоративно и на менаџерско ниво нели се гледаше што е онај кој спорт е кај нас најмасовен, особено од аспект на децата, пак ќе кажам. Секако тука се нели кошарката, ракометот се некои спортови наши кои што не прават горди и на национално ниво сме некако најпосветени нивните успеси и напредокот, но навистина мене ми е драго што кај кошарката децата уште од најмала возраст, навистина од 5-6 годинки колку име таа најпрва јуниорска лига, се зачленуваат, почнуваат да вежбаат, што е многу добро за нивниот психофизички развој, така што гледавме дека таму навистина постои најголема масовност и можеме да допреме со нашата приказна, со нашите пораки, со нашето советување и едукација до најголем број на деца, до најголем број на семејства, да помогнеме во таа некоја нивна мисија на израснување на здрави активни индивидуи и секако и конкретна директна поддршка на сите оние кои што се навистина талентирани млади спортисти да израснат во активни и одлични професионалци. Да, Дрвачански се наметнува само по себе прашањето колку ќе биде тој договор временски, како ќе се реализира, интензитетот дали е предвиден? Формално договорот на една година се потпиша, меѓутоа од двете страни постои од самиот почеток желбата, расположението да продолжи таа соработка и понатаму и ние како мисија, ако се определуваме сега дека еве во спортот и конкретно во кошарката активно ќе помагаме, верувам дека ќе продолжи таа соработка многу подолго. Јас веднаш сега еве чисто ќе кажам нашата определба да активно се вклучиме во поддршка на спортот, дури излегува и надвор од договорената веќе формално потпишана соработка со Кошаркарската федерација за тоа што натуратерапи со својот бренд Адастра стана и официјален генерален спонзор на Младинската кошаркарска лига, Адастра Младинска кошаркарска лига. Зошто велам и повеќе? Затоа што веќе следниот месец во Скопје се одржува и Младинската олимпијада, која што е навистина голем спортски настан со учество од повеќе 48 држави, ако добро разбрав 4000 учесници, на кои што натуратерапија исто така ќе се јави како еден од спонзорите со поддршка на самиот настан, што трае една недела од 20 до 26 јули и на самите учесници, така што еве ова е плюс уште еден, да речеме, допринос и можеби сега и ексклузивно оваа информација овде ја споделувам прв пат на Спортско радио, така што остануваме во мисијата за долго, мисијата за поддршка на спортот. Така е, претпоставувам вашите лога ќе ги гледаме, може и на дресовите. Да, согласно договорот
покрај нели сите членови припадници на младинската лига ќе ги носат логото на Адастра младинската лига и на самите дресови, на сите спортски настани, на кошевите, на сите оние банери што се за подоба на означување на просторот. Официјално самата соработка, односно предвидениот договор и ние велиме една партнерска соработка, стратешко партнерство, предвидува финансиска поддршка која што на месечно ниво оди и ќе оди за време трајање на договорот. Покрај тоа допринос со нашите производи за учесниците, особено да кажем оние функционални напитоци кои што ги имаме, кои што се одличен извор на енергија, на некои важни нутриенти за децата. Еве, дори можеме и ние сега тука да се посвежиме во самото студио, ги имаме чија терапи, сокчиња кои што се нели многу повеќе од обично сокче, бидејќи нудат дополнително здрави нутриенти и енергија, што би дошле добро за сите деца што еве се во кошарката или воопшто сите што сакаме да се рекреираме, бидејќи покрај хидрирањето даваат и дополнителни нутриенти. Тука се имунобуст сокчињата кои што се добри за имунитетот, со додадени витамини што се потребни за имунитетот, турмерик буст и така натаму, една линија која што да кажеме прва ќе биде користена од страна на децата, а секако тука и соработката и со сениорите, односно возрастните кои што можат да ги користат, односно ќе користат производите на Адастра, бидејќи само накратко да појаснам дека палетата ги содржи навистина сите оние неопходни додатоци на исхраната што се потребни за секој еден активен и професионален спортист, почнувајќи од протеини, додатоци на исхраната што се користат пред тренингот, после тренингот, електролити, сите оние нутриенти што се да не ги наведувам сега, аминокиселини, глутамин, карнитин и така натаму, што се навистина составен дел, би кажал јас, и се навистина потребни доколку сакаме да постигнеме врвни резултати. Треба да сватиме и она што и ние го порачуваме дека нели талентот е одреден процент, вежбањето носи најголем процент, односно посветеноста кон тренингот и кон тренирањето како таков. Меѓутоа тука составен дел на секој еден врвен професионален спортист е и психолошката подготовка, и исхраната, односно внесувањето на сите оние потребни нутриенти кои што во суштина преку редовната исхрана, колку и да ја прилагодуваме, јас и како нутриционист можам тоа да го кажам и во личната соработка со професионални спортисти кај нас, колку и да сакаме идеално да ја подготвиме исхраната да одговара на потребите на спортистите, не можеме едноставно ние сите тие нутриенти што се потребни кај професионален спортист и во таа доза што се потребни да ги внесеме преку редовната исхрана. Затоа се тука додатоците на исхраната кои што возможуваат да ги внесеме тие нутриенти и кои што веруваме дека ќе им помогнат, велам дури на кошаркарите од нашата репрезентација, на оние повозрастните, а целта кај децата е еве со користењето на овие функционални напитоци нели со повеќе енергија да започнеме да ги едуцираме во насока на тоа зошто и колку е важна исхраната и нутриентите и колку тие ќе помогнат во она што значи тренинг и перформанси што ќе ги дадат дали на тренингот или на надпреварот, бидејќи навистина тоа е интегрален дел, како што кажав. Така, јас отворив едно сокчињата на Натура Терапи, има колку што забележувам чија, но внатре според содржината се јаболко, Да, има неколку вкуса, а тие се тоа чија терапија со додаток на чија семиња, кои што велам затоа покрај уживањето во вкусот и хидрирањето, чија семето е исклучително здраво, извор на протеини, извор на омега-3 масни киселини што се многу важни, што не достигаат до исхраната, извор на растителни влакна, така да добре дојдено е на секој човек, особено на децата кои што можеби нели и омега-3 масните киселини не достигаат или растителните влакна, тие не се многу љубители на зеленчуци или семиња, меѓутоа вака ова е навистина една интересна варијанта со одличен вкус кој што ќе можат еве да ја користат децата, или имунобуст сокчињата кои што имаат навистина оптимални дневни дози на витамин С, на витамин Д и на цинк, кој што навистина е потребен на секој човек и на секој дете, нели, секој тренинг е истоштување, па сме потни, па така што може да им помогнат. Практично тоа е една линија 2 во 1, покрај тоа што ќе се освежат и ќе се хидрираат, имаме и една додадена вредност за здравјето. Еве сега и ние во текот на разговорот можеме да се освежиме на тој начин. Да, сигурно. И полека за овој прв дел од разговорот ќе затварам со прашањето
Како реагира луѓето од Кошаркарската федерација кога стапивте во контакт, бидејќи рековме вие сте менаџер во тој поглед за односи со јавност и за маркетингот. Беа ли изненадени? Па би кажав јас позитивно изненадени, благодарни, затоа што за жал и Кошаркарската федерација, претпоставувам и другите федерации кај нас, поддршката што добиваат од страна на општеството и другите институции е веројатно доста ограничена и лимитирана. Тие прават напори и јас во овој момент би упатил исто така благодарност, можеби и честитки до новото раководство што е сега на Кошаркарската федерација, кое што навистина беше отворено многу за ваква соработка и уште во првите контакти ја препозна вредноста и можноста натура терапи да помогне, така што благодарност и до нивна страна и нели се приклучуваме кон нивните напори да навистина направат нешто повеќе за македонската кошарка.